Добар ден, криптоентузијасти. Моментално се наоѓате на каналот CryptoGamedžija. Се наоѓаме во 10-тото видео од основниот курс за техничка анализа на TradingView, каде што ова е на некој начин долго очекуваниот крај на овие две целини од практично 8 основни индикатори кои што би сакал да ги поседувате и да ги користите постојано во кога и да правите техничка анализа на било каков вид на добро. Без разлика тоа станува збор за криптовалути, акции, обврзници, како што рековме, било каков вид на добро што може да се обработи на технички чарт како овој. Повторно во овој момент ќе го земеме биткоин, затоа што како што рековме во сите овие видеа, нуди најголем обем на историја затоа што е најстара криптовалута и со тоа и најголем обем на информации за да можеме да направиме истражување. Сега, денеска ќе направиме нешто посебно, значи ќе ви откриеме на мала тајна како јас, например, го правам тоа лично, нормално тоа е доколку вие сакате да го правите и самите. Значи, ќе започнеме постепено. Што ќе направиме и денес, тоа е ќе направиме 6 трансакции, практично 6 купувања на биткоин во обид да добиеме профит во пробно тргување, со тоа што прво ќе ги додадеме основните индикатори за кои што до сега разговаравме. Откако ќе го направиме тоа и ќе го сетираме чартот, потоа и ќе продолжиме со трансакциите на значи рандом дел од чартот, буквално ќе пресечеме еден дел и ќе почнеме оттам. Сега, за почеток би сакал да ги додадеме сите оние индикатори кои што до сега ги работевме. Значи ќе почнеме со 4 EMA, значи тоа се простите средни вредности на биткоин во случајов. Значи се сеќавате како ги сетираме, може доколку не го знаете тоа да погледнете во претходните видеа, посебно во претходниот во кој што зборувавме за 4 EMA значи вредноста. Значи првата вредност ќе биде 10, потоа 50, 100 и 200, додека боите ќе бидат сетирани со зелена, потоа жолта, црвена и јас предпочитам плава, но вие може да одлучите како сакате за вас. Значи ова се боите кои што јас ги користам. Ова се значи трите бои кои што нели помагаат затоа што се како боите на семафорот и ќе биде многу лесно за вас да запазите како се распоредени за да може да одлучите дали да го користите овој индикатор во својата трансакција. Тоа е првиот индикатор, потоа ќе ги додадеме RSI, Relative Strength Index. Во овој рековме само ќе отстраниме оваа жолта линија затоа што самиот по себе RSI е секогаш представен само од една линија и ќе додадеме средна линија со вредност од 50. Ако се сеќавате тоа веќе го правевме, значи само следете како тоа го правиме, многу едноставно, доколку не може да погледнете како тоа го правевме на претходните видеа кај што ги сетиравме индикаторите и може да видите зошто го правиме тоа така. Потоа, Stock RSI, Stochastic RSI, повторно ќе го направиме истото, значи ќе додадеме линија со вредност од 50. Значи за сите овие индикатори за кои што моментално ќе ги користам во тргувањето пробно, може да ги најдете во претходните видеа каде што веќе разговаравме за истите. И сега треба да го дадеме MACD. Добро, значи и MACD, ќе го ставиме MACD на најгорниот дел од чартот, затоа што е најпотребен, потоа ќе оставиме Stock RSI и RSI. Ова е начинот како јас ги редам моите индикатори, што не значи дека треба да биде исто и за вас. Значи вие треба буквално да увидите како вас ви е најпоголно да го правите тоа и исто така ќе ги намалам затоа што е многу битно да го гледам главниот чарт. Ова е само дополнителни индикатори кои што треба да ни помогнат да увидиме каде моментално се наоѓа самиот чарт. И последниот кој што треба да додадеме е Bollinger Bands или BB, кој што е веќе сетиран самиот по себе. Ете така, значи моментално ги имаме основните индикатори кои што ни се потребни за да можеме да го направиме ова пробно тргување. Со користење исто и на претходните индикатори за кои што разговаравме во првите 4 видеа, но тоа се на некој начин формацијски индикатори. Ова се на некој начин индикатори кои што ги додаваме на самиот чарт, што треба да ни помогнат во ова што го правиме во моментот. Значи нова дополнително може да се додаде и VPVR, но во овој случај би сакал за почеток да направиме значи со овие почетни индикатори, затоа што ќе биде премногу да го ставите сето тоа наеднаш во своето тргување. Ова е само за да видите комбинација од 5 индикатори кои што се вметнати на чартот, како и дополнително ни првите неколку,
кои што ги работевме во почетното видео и дополнително на сето тоа, значи подоцна можеме и повторно да направиме пософистицирано, да речем, тргување во следните видеа, значи откако ќе обработиме и други индикатори и откако ќе помине одредено време во вашиот тренинг за вршење на техничка анализа, каде што ќе ги додадеме и VPVR и волуменот, но за сега, еве, да ги искористиме овие индикатори и да видиме која би била разликата кога би тргувале со индикатори на чартот. За да го направиме ова, значи повторно треба да се вратиме еве на месечно ниво и при тоа, значи произволно да го пресечеме, значи еве, чартот негде во постариот дел со цел да можеме да направиме пробно тргување. Значи ќе го пресечеме по стариот дел, во оној дел кој што многу малку ни е познат, значи еве, тоа е тргување на ова добро, само момент. Значи тоа е негде во 1 март 2016 година. Еве, се вративме многу назад, значи чисто да видиме како би изгледало доколку ги користиме сите овие индикатори во овој сегмент од тргувањето. Дополнително она што сакам да ви покажам, она што ви реков дека за кое што ќе разговараме во моментов, а тоа е, значи ќе направиме да ги искористиме овие индикатори на табела. Значи ова е табелата за која што разговарав. Значи ова е стандардна Excel табела. Значи сакам само да ви покажам дека практично водењето од овие индикатори и нивната статистика која што ние би ја запишале на значи во овој случај на овој Excel чарт би ни помогнала во случајов за да можеме да увидиме, значи колку од индикаторите се позитивни за правење на одредена значи трансакција и колку тоа ќе ни помогне во вршење на профит практично во тргувањето. Значи како што може да видите, станува збор за Fibonacci секвенцата која што исто така ќе ја користиме, за MACD, RSI, Stock RSI, Bollinger Bands и 4EMA. Со тоа што секогаш кога користиме овие алатки, би барал од вас да не влегувате во трансакција која што не направила ретракција, односно корекција од повеќе од 0,382 на Fibonacci секвенцата, значи доколку е помалку, тоа значи дека таквата корекција не е доволна за брано да продолжи надолу. Значи секогаш мора да биде повеќе од 0,382. Потоа, MACD да се наоѓа под нулата или непосредно над нулата, за нели да има потенцијал за движење нагоре, нормално и да биде значи базичната линија, сигналната линија да биде над базичната линија, она што го разговаравме во претходните видеа. RSI да не биде повисок од 50 и да се наоѓа нели што може подлабоко, значи најчесто од 20 до 50, затоа што помали вредности од 20 многу ретко се наоѓаат. RSI да се движи негде од 0 до 30, што би значило да биде во oversold или препродадено добро. Bollinger Bands нормално да се наоѓа во долниот дел на Bollinger Bandот и значи 4EMA да бидат поставени на начин што зелената ќе биде над жолтата, а жолтата над црвената. Значи затоа ја ставив зелена, жолта, црвена, практично да бидат наредени како самиот семафор за на некој начин тоа да ни помогне дополнително дека и ова е еден позитивен индикатор за да влеземе во трансакција. Секогаш кога ќе добиеме позитивен трансактор, позитивен индикатор, ќе ставиме X, да речеме, значи вака би изгледало тоа, и доколку имаме како што може да видите во оваа ситуација имаме 6 различни индикатори кои што ги следиме, дополнително на сето тоа следиме и како се самите структури во чартот за кои што нема да запишуваме, тоа е само дополнителен знак дали да влеземе во трансакција и за сето тоа ќе направиме значи 6 трансакции и ќе видиме како би изгледал значи на некој начин работата во чарт со користење на овие индикатори досега. Сега, значи најпрво би сакал да влеземе на значи прво мораме нормално да ги обележиме самите нивоа за да видиме што уствари не чека. Значи како што рековме, почнуваме од месечно ниво, мене значи самите нивоа ми се веќе сетирани, значи треба да ги ставиме на најнискиот и највисокиот дел од месечното ниво, тоа би било значи само кај мене тоа е веќе поставено. Како што реков, може да направите во вашиот чарт да имате кратенки за сетирање на вашите месечни, дневни, неделни нивоа. Значи исто така јас би увидел дека и ова е повторно месечно ниво. Значи како што може да видите, тоа е веќе сетирано, но нели за секој случај последниот нема потреба да го направиме тоа, значи тоа се месечните нивоа.
да видиме дали уште нешто друго можеме да најдеме. Значи овој тренд надолу е веќе завршен, што значи дека нема да ни помогне, но затоа овој тренд не е, што значи дека можеме овој тренд да го искористиме во движењето нагоре, да ни помогне при гледате. Значи овој тренд е се уште валиден и потекнува уште од пред самиот булран, значи ова е после самиот булран, практично ние сме во берран моментално, после самиот халвинг негде на почетокот. Сега да видиме што друго имаме овде. Значи за месечно ниво за почеток ова би било отприлика се што може да најдеме, нема да навлегуваме во Фибоначи секвенцата затоа што ќе тргуваме на помал временски период. Еве ќе почнеме од 4 часа, ќе направиме некоја трансакција во 4 часа, значи прво нормално ќе се вратиме на еден ден за да видиме дали имаме и таму нешто што треба да се обележи. Само момент да видиме како изгледа самиот чарт на еден ден. Значи ова е последниот дел од чартот, гледате. Само да видиме, да, гледате, заборавивме и на неделно ниво да видиме дали има некои нивоа кои што треба да ги обележиме. Најчесто веќе сите тие се опфатени, како што може да видите од месечните нивоа, значи ако веќе нивото е овде опфатено, не можете да го земете ова, затоа што ова е последната свеќа надолу, се разбираме. Така да немој да го земате ова. Значи единствено ниво кое што јас овде го гледам, кое што би било на некој начин достојно е ова, кое што би можело да биде неделно ниво, каде што значи треба да го ставиме со темплейт за неделно ниво. Тоа би било во случајот неделно ниво, кај мене тоа е со лилјакова боја и гледате, значи истото е испочитувано од врвот на самиот Болинџер бенд и од ова ниво. Значи да се вратиме на дневен, да видиме дали и таму имаме нешто кое што можеме да очекуваме дека би било пречка. Гледате веќе на дневен, доколку почнеме да ги определуваме нивоата, а и ги нема истите, само би направиле збрка во самиот чарт. Значи сега моментално да видиме што се одвива на дневен ден и како тоа може да ни помогне, че како што може да видите станува збор за триаголник. Како можеме тоа да го најдеме? Значи повторно. Тоа се првите индикатори на кои што веќе разговаравме, значи тоа е оваа горна страна на овој триаголник, представена од овој тренд. Само да видим, значи доколку ја поставиме на горната линија овде, точно, гледате. Значи станува збор за триаголник кој што се уште не е скршен и од долна страна тоа би било овој тренд овде. Само момент да го утврдиме. Значи, гледате. Значи, точно се наоѓа моментално неодлучно на врвот на самиот триаголник, значи истиот не е скршен и се наоѓа во практично не е ни нагорна ни надолна, со што значи дека овој триаголник не ни помага многу. И секогаш кога самиот Болинџер бенд ќе се стесне како ова, може да очекувате голем подем на цената нагоре или надолу. Значи, затоа што како што може да видите во овдека моментално имаме многу нестабилен момент, каде што ни MACD е одлучно, ниту пак RSI, ниту па сток RSI, исто така и ова, значи гледате дека во овој случај имаме многу тесен Болинџер бенд, каде што ништо не може да се одлучи. Значи би го продолжиле во чарт понатаму, значи ова не е добар момент за тргување, затоа што немате никаков индикатор кој што би можел да ви помогне. Еве ќе се вратиме на 4 часово ниво, чисто да видиме како стојат таму работите. Значи исто и овде, како што може да видите, неодлучно затоа што овде имаме се уште сигналната линија не е над базичната линија. Кога тоа ќе се случи, тогаш ќе имаме барем одреден знак дека може да почнеме да размислуваме за некаков трейд. Исто и овде, гледате, значи зелената е доле, жолтата е доле, значи ова не е добро момент да се влезе во тргување за купување на ова добро и мораме да почекаме. Значи мораме да видиме како се до тоа ќе се одвива, затоа што гледате, значи ова се моментално две линии на отпор на овој ист триаголник нагоре, значи мораме да видиме истите да бидат скршени нагоре пред да навлеземе во трейд. Значи иако сток MACD ни покажува, мораме да добиеме барем позитивна потврда со кршење на оваа втора линија нагоре, затоа што, значи само да ви покажам зошто не влегов во трейд, многу битно. Значи оваа линија е поставена на дневно ниво и истата потекнува многу назад, како што може да видите, значи од 2016 година јануарија моментално тргуваме во 4 април. Тоа е 3 месеци, истата представувала поддршка, за сега моментално да представува отпор. Значи мора истата да биде скршена за да видиме што понатаму би правиле. Еве, значи ќе мораме да забрзаме, значи ќе почнеме на дневно ниво. Само момент да видиме како сега се одвијаат работите. Значи гледате, се уште е тесен Болинџер бендот, колку е потесен Болинџер бендот, толку е полошо. Значи за тргување, гледате дека е многу неодлучен самиот чарт. Видиме како стоат работите сега. Еве, сега например имаме одредено
поместување во чартот нагоре, но се уште се наоѓаме по истата таа линија. Значи се уште не е добро за тргување. Гледате колку е огромен овој пат, затоа што станува збор за тесен Болинџер бенд. Значи гледате кои манипулации се случуваат моментално. И премногу е, значи високо за тргување, исто и овде, гледате. Значи веќе е поминат моментот, а до сега не беше одлучен чартот за дали да влеземе. Значи тоа е тоа што понекогаш мора да почекате, нема брзање. Во тргувањето нема брзање. Еве, значи и во моментов да видиме што станува на неделно ниво. Значи во моментов стварно уопште не е добро затоа што гледате дека се тоа моментално се наоѓа во горниот дел од чартот, многу над нулата, значи стварно не е добар момент за тргување се додека не добиеме соодветна корекција барем до долниот дел на Болинџер бендот. Еве, значи ќе убрзаме малку напред затоа што моментално овој дел од чартот е многу нестабилен за. Добро, само да видиме дали ова ќе се. Еве, значи во овој момент, значи мораме сега, во овој момент доколку ме прашувате мене на неделно ниво не е паметно се тргува, затоа што имаме многу висок RSI. Ова сток RSI исто така многу висок и MACD се наоѓа многу над нулата и не значи дека истиот ќе продолжи нагоре. Но да се вратиме на дневно ниво и да видиме дали на дневно ниво имаме нешто што би можело да ни помогне. Не. Значи гледате, се уште се е високо. Значи се додека вака стоат работите не е паметно да се купи дури и самиот да продолжи нагоре. Значи верувајте ми. Мораме да добиеме соодветна корекција пред да биде паметно да тргуваме. Значи во случајов сток RSI да е во добра корекција, RSI исто така околу 50, да видиме дали MACD ќе ни даде знак за тргување нагоре, затоа што веќе ја пробивме, значи ова ниво моментално, кое што претходно беше отпор, и тоа многу долг отпор, еве, например, ќе влеземе на неделно ниво да видиме како станува збор, значи тоа е тоа што мора, гледате, што е практично, понатаму ќе разговараме за оваа формација, се нарекува шолче формација, зашто имаме поголем дел кој што наликува на шолче и негова рачка, но да видиме дали истиот ќе биде скршен нагоре, затоа што гледате, се уште го имаме овој отпор овде. Да видиме, значи, повторно на еден ден, како се ќе се одвива. Значи, мора да ги гледате вака работи, значи, мора да ги споредувате чартовите на повеќе нивоа, но доколку најдеме во одредено ниво, значи, да речеме на дневно ниво да одговараат сите индикатори, ќе пробаме да тргуваме, чисто за да видиме како тоа изгледа. Значи, гледате, падна под истото затоа што се уште не е спремно да го скрши ова ниво нагоре. Значи, ова на некој начин би представувало дека може би е момент само да видиме што понатаму ќе се случи со чартот пред да навлеземе. Значи, во овој момент овдека RSI е многу висок за разлика исто така и сток RSI, да видиме дали имаме некаква потврда на неделно ниво. Неделно ниво исто така. Значи во моментов се е премногу високо, нема поента да навлеземе во оваа трговија затоа што може да се случи само гледате, значи надвор од Болинџер бендот е. Иако, значи претходно имаше одредени знаци дека можеме да влеземе, значи јас би сакал да бидете сигурни на почетокот. Не сакам да избрзувате, значи гледате колку е над Болинџер бендот, значи мора да се коригира. После ваква корекција од Болинџер бендот ќе размислиме за влегување во, значи ова е нешто што на пример многу ретко се случува, гледате. Значи тоа како што може да видите претходно еднаш се случило и пред тоа видите колку голем период не се случило. Значи ова излегување од Болинџер бенд што се случува во овој момент. Мораме да чекаме корекцијата. Значи тоа е една од максималните грешки што ја прават почетниците е да го бркаат овој врв. Значи нема поента да го бркате врвот, морате да чекате да се случи така. Значи мора да се случи оваа корекција. Пред да се случи оваа корекција нема поента да навлегувате во тргување затоа што тоа ќе се случи. Значи оние кои што избрзуваат и кои што не го знаат чартингот, значи гледате, сите овие индикатори ни покажуваат дека доколку влеземе, видите, се е превисоко. Значи моментално нема логика да се влезе, се е премногу високо за да би влегле, значи може само да се случи да изгубиме практично. Сега, разликата во тоа што сакам да ви го кажеме. Сакам, значи, овдека да ви покажам не како се тргува ризично, туку како се тргува сигурно. Че кога е стварно добар момент да се влезе во одредена трговија и за тоа како што може да гледате, значи се обидувам да најдам кога сите индикатори ни покажуваат, кога повеќето индикаторите ни покажуваат дека е добро. Во оваа ситуација на пример на дневно ниво полека почнуваат да се местат работите во она што би сакале да биде добра трговија, затоа што гледате. Значи моментално имаме зелената линија над жолтата над црвената, што е многу добар знак. Имаме низок сток RSI од
19 и RSI се наоѓа точно на 50, значи еве да видиме дали во моментов ќе добиеме потврда, значи барем да го добиеме ова ниво над нас, значи еве ова ниво. Доколку истото ја биде пробиено, мислам дека ви можеле да очекувам исто да биде пробиено, затоа што гледате, значи еве сега ќе запишеме, гледате. Значи моментално се наоѓаме на дневно ниво. На дневно ниво поседуваме да, мораме да провериме и Фибоначи секвенцата, но за сега. Значи имаме MACD кој што е позитивен за нас, значи буквално се наредени нивоата како што сакаме, зелено, жолто, црвено, потоа RSI, кој што се наоѓа блиску до 50, значи да не биде повеќе од 50, да не биде во горниот дел од аголот, затоа што се уште имаме голем дел од табелата нагоре за да може да се движиме. Потоа сток RSI е на некој начин под 50, знам дека не е идеален, затоа и нема да го ставиме. Bollinger Band се движи во горната насока на Bollinger Bandот, но се уште не е во горниот дел од Bollinger Bandот, но се уште, значи нема да го ставиме исто затоа што не ни одговара. 4MA ни одговара нормално. И MACD, извинете, MACD, ова не беше 4MA, MACD само што не свртил кон позитива, значи сигналната линија не поминала над базичната линија. Единствено што треба да пресметаме е Фибоначи секвенцата дали има повеќе од 0,382 корекција од претходниот дел од бранот, што е овде, значи ова е било дното на претходниот дел од бранот, да видиме дали е тоа случајот во оваа ситуација. Значи се што треба е да го измериме од најдолниот до најгорниот момент, тоа е овде. Добро. И имаме, значи корекцијата била извршена до буквално ова би било корекцијата. Значи златното ниво, точно она што ни треба. Сега, корекцијата е завршена, значи дека и Фибоначи секвенцата е на наша страна на дневно ниво. Значи, доколку сакате детално да направите ова, можете да ги споредите сите овие индикатори во секој временски период, но овој пат ќе се фокусираме на дневно ниво. Иако, значи имаме, гледајте, моментално имаме 4 од 6 индикатори кои што ни покажуваат дека е добро да се тргува, понатаму имаме добра поддршка за тоа што истата практично доаѓа, сега ќе ви кажам каде моментално имаме добар тренд, кој што моментално ни покажува дека ова би можело да биде добар сапорт. Гледате, значи ова е фактички сапорт на цената нагоре и истата има многу голема шанса да пробие, значи иако овој триаголник се е во нагорна линија, не би бил во нагорна доколку го поставиме од овој сегмент. Гледате, значи доколку го поставиме вака, самиот триаголник само што е скршен, приметете. Значи истиот само што е скршен и се движи нагоре. Што значи дека ова би бил неодлучен триаголник, не нагорен триаголник во однос на овој. И како што може видите, истиот само што почна да се движи нагоре. Значи ова се уште некои дополнителни индикатори кои што ни покажуваат дека можеби не е лоша идеја да се стави затоа што само што не го скршило ова ниво. Значи моментално ќе ставиме позиција во оваа ситуација и да видиме како истото ќе се одвива кога имаме повеќе од индикаторите кои што ни покажуваат. Гледате уште, значи имаме 4 од 6 индикатори кои што ни покажуваат позитивно, дополнително на сето тоа имаме и некои дополнителни како овој тренд, како ова кршење на нивото што верувам дека ќе настане наскоро, да видиме дали истото ќе се случи. Значи на дневна база практично, сега да видиме, значи буквално се случи она што значи гледате. Сега Bollinger Bandот е добра поддршка на истата иако сме купиле. Сеќавате што ви кажа во претходниот пат. Ние се уште овие индикатори се на наша страна. Значи се уште истите индикатори се практично добро поставени. Само да видиме дали истите ќе се свртат нагоре од она што го очекуваме, затоа што Bollinger Bandот ни е многу јака поддршка во долниот дел од овој чарт. Да видиме. Добро, значи ова би било момент кога би само момент, да видиме како стои самата ситуација. Значи, се уште е во долниот дел од Bollinger Bandот. И доколку би продаде сега би биле во загуба, но не е паметно да продадеме, сега ќе ви кажам зошто. Значи, би биле во загуба од 10%, 11%, но гледате сега. Значи, црвеното ниво е 100-дневниот период на тргување. Така. Значи, моментално имаме длабока корекција во сток RSI под 20, што значи дека сме oversold, и нивото на RSI се наоѓа во долниот дел скоро 30. Така. Значи во случајов практично би било многу пополно да купиме овде, но веќе купивме, така да нели? Не можеме да го вратиме времето назад. Ова е длабока корекција, но да видиме дали цената ќе се врати нагоре затоа што имаме огромна поддршка на, само да видиме што ќе стане сега. Значи некогаш мораме да почекаме самата трансакција да Значи, секако сме 11% во загуба. Така, мораме да почекаме да видиме дали истата би се одразила позитивно.
но за сега изгледа дека не. Само момент. Да, значи се уште во 11% загуба и првата ќе ја запишеме како загуба од 11%, затоа што како што може видите индикаторите се уште неодлучни, значи буквално не ни одговара во овој случај се сосема обратно од она што го очекувавме. Значи сега моментално ќе запишеме дека имаме прва трансакција од загуба, значи од 11%. Значи имаме минус 11%, значи тоа е на некогаш моментот кој што може да го очекуваме. Тука ќе ја завршиме оваа трансакција. Ево вака, значи овдека би продале, тоа е 11,5 минус 11% и да видиме што понатаму ќе се случи. Значи се уште ќе продолжиме на дневно ниво. Значи еве, ќе ги избришеме овие индикатори затоа што тоа бе индикатори од претходната трансакција. Значи тоа е тоа што некогаш значи мораме да се соочиме со практично негативна трансакција и мораме да видиме како ќе се одвиваат понатаму работите затоа што не е добар момент за купување. Сега, значи ќе се вратиме повторно на неделно ниво затоа што мораме да ги следиме сите трендови во исто време за да видиме што се случува во моментов и гледате, значи овдека ни дава многу појасна слика. Значи проблемот е што имаме корекција затоа што сме обиделе да го скршиме ова ниво, не сме успеале и моментално се формира поголема формација. Значи гледате ова шолче, каде што моментално ова би било дршката. Ова исполнување на овој триаголник. Значи на неделно ниво моментално имаме добри индикатори да видиме дали листите ни одговараат, значи зелениот е над жолтиот, црвениот е во средината. Не, точно, значи зелено, жолто, црвено, гледате. Значи тоа е еден индикатор кој што ни одговара, вториот индикатор RSI ни одговара затоа што станува збор за под 20. Значи MACD не, затоа што е многу висок и RSI е некако неодлучен. Да видиме како би се движела работата на неделно ниво и да видиме дали истата понатаму ќе вроди со повеќе индикатори кои што би ни помогнале. Значи верувајте ми, јас би можел да ризикувам и би можеле да бидеме и многу повеќе во профит, но денес сакам да разговараме како би изгледало кога би играле сигурно. Значи треба да видиме што може повеќе индикаторите да одговараат пред да влеземе во трансакција. Значи, гледате оваа поддршка на жолтата линија може да продолжи нагоре. Само момент да видиме како стојат работите сега. Значи, имаме многу добра поддршка, затоа што моментално се наоѓа над средната вредност на Болинџер бендот и се уште сме далеко од горниот дел од Болинџер бендот. Да видиме што би можеле да направиме на неделно ниво. Значи, прво да видиме што станува со FORRMA одговара. Значи, имаме зелена, жолта, црвена. Тоа значи дека на неделно ниво FORRMA ни одговараат. Потоа имаме Болинџер бенд каде што се наоѓаме на горниот дел, има доста време до горната страна, исто така ни одговара и имаме сток RSI кој што е блиску до долната граница што е сосема доволно за да можеме да го земеме како вредност во предвид. Имаме сега, значи RSI не би можеле да го земеме затоа што се наоѓа високо, но се уште има, како гледате. Што е максималната вредност која што може да достигне, но се уште има нагоре, значи простор за движење. MACD, само да видиме што станува со MACD, значи MACD само што не се свртал кон позитивно, но и тој не можеме да го земеме предвид затоа што станува збор за многу над нулата, но тоа не значи дека не може да биде позитивно. Значи доколку оваа плава линија пробие нагоре, тоа може да биде многу позитивно, но сега ќе ви покажам дека сепак имаме 4 од 6. Значи еве, ќе пробаме со 4 од 6. Не мора да бидат сите. Значи само сакам да видам како би изгледало се. Ова е најдолната страна на овој бран. Да видиме. Само момент, не, ова беше погрешен индикатор. Значи ни треба Фибоначи. Ова би било практично долна. Само да видиме точно. Да, ова би било најдолната страна на овој бран и да видиме за каква корекција станува збор. Само момент. Значи, повторно истата се движи негде околу 0,6, значи имаме многу добра корекција, затоа што истата не го достигнала ова долно ниво и практично главната корекција повторно се извршила околу 0,5-50%, што значи дека корекцијата сама по себе е добра и за тоа можеме да очекуваме да се движи цената барем до горната страна на ова значи месечно ниво. Значи од овој момент, од оваа трансакција ние би очекувале профит од 7% само доколку би се придвижила до горната страна. Сега, значи јас овдека затоа што на неделно ниво повторно имаме 4 од 6.
Дополнително на тоа имаме поддршка под нас, имаме поддршка од значи овој тренд нагоре. Тоа е уште еден дополнителен индикатор кој што ни помага во оваа трансакција и верувам дека е исто така паметно да се проба со долга позиција нагоре и да видиме дали сме во право. Значи моментално се движи точно над, да видиме како понат значи да видиме дали ќе бидеме во право. Значи се наоѓаме точно каде што мислевме дека би можеле да продадеме. Значи можеби е паметно да се дојде на дневно ниво оваа ситуација и да се види како стои работата и дали е паметно да се продаде во однос на индикаторите таму. Значи овде индикаторите се MACD би рекол дека е на наша страна затоа што е само што е над нулата и сигналната е над базичната линија. RSI, сток RSI е веќе oversold, а RSI е во многу oversold, да речем, територија и се наоѓаме во горната граница на овој Bollinger Band. Значи ова би било добар знак кој што би ни покажал дека треба да продадеме. Значи би ризикувале. Значи гледате, некогаш кога се наоѓате во ваква ситуација и кога ваквиот бран е многу јак, можеби треба да оставите барем уште малку пред истиот да се коригира и да видите дали е добро да се значи овдека на пример затоа што само што почна оваа корекција надоле и може да се придвижи сето ова во надолна насока, можеби е паметно да се заврши оваа трансакција затоа што гледате. Значи се одговараше до овој момент за нас и би било паметно оваа трансакција да се заврши во овој момент, со што би биле во сигурен профит пред да навлеземе во практично сето она што би продолжило понатаму за нас би било коцкање практично. Значи моментално се наоѓаме во профит од 9%, значи 9,5%, можеме да запишеме оваа ситуација 9,5%. Значи разликата е во тоа што во моментов сме многу попредпазливи, се разбираме? Значи во моментов се обидуваме да направиме што поголем профит и да бидеме што посигурни со тоа што го правиме во ситуацијава. Значи тоа е втората трансакција. Сега да видиме како е понатаму ќе продолжи. Значи на дневно ниво ќе следиме. Добро. Значи не можете да бидете сигурни затоа што некогаш може самиот ентузијазам на трговците во овој момент да вроди со продолжување на трендот нагоре, но кога ќе ги достигнеме индикаторите, секогаш е паметно да се направи, значи да се застане и да се продаде пред да жалиме што не сме продали. Така, значи се уште моментално се движи во овој премногу горем дел на чартот и мораме да почекаме да направи соодветна корекција до ова ниво и истата да се врати, значи вредноста на RSI да се врати надолу, вредноста на MACD да се врати надолу, затоа што сега моментално во секој момент истата може да се коригира. Иако тоа не мора да значи дека е ситуацијата и немој да се, значи тоа е најголемиот проблем со трговците. Кога ќе видат дека го промашиле и можеле да продадат во многу повисок профит, значи многу често се случува истите да се полакомат и да влезе повторно и тогаш да го изгубат и она што го добиле. Значи подобро е да почекаме. Гледате, значи да, продолжи нагоре сето ова, јасно. Но не можете да го видите тоа постојано во значи едноставно кога вредностите се во многу голема како во оваа ситуација, гледајте. Значи MACD, сток RSI дури на неделно ниво се во многу висока вредност. Че мора да почекате да се случи корекција затоа што ризикувате буквално кога ќе купите вие да се случи таа корекција и да останете. Иако се случува ова, јас ве разбирам, но значи вистинското тргување е кога ги користите индикаторите не како коцкање, туку ги користите како статистика. Значи да, во случајот гледате што се случува. Тоа е она тргување. Само да видиме, значи дали имаме некои други знаци на месечно ниво кои што не ги гледаме. Значи дури на месечно ниво станува збор за преголемо движење на цената нагоре. Значи мораме да се предвижиме и да видиме, значи ова е уствари bull run. Значи гледате, ова е 2017, самиот bull run од 2017 кој што знаеме дека ова ќе се случи. Сега да видиме дали имаме корекција на неделно ниво или дневно ниво која што ни помогнала да овдека на пример, овдека имаме корекција која што би можела да ни помогне да одлучиме дали треба да влеземе во трансакција. Значи се уште имаме зелена, жолта, црвена, тоа се еден позитивен индикатор, вториот е премногу висок, значи овој MACD не можеме да рачунаме на него, сток RSI е на наша страна, RSI е на наша страна затоа што се наоѓа на 50, да видиме дали ќе имаме вртење на цената нагоре. Значи во значи гледате,
морате да почекате овие практично корекции да поминат пред да продолжиме со купување. Значи гледате, овдека моментално веќе MACD стасува момент кога би можеле да го користиме како индикатор на наша страна. Во овој случај, значи, MACD е многу добар индикатор за она што ќе се случи следно. Што ќе биде следен скок на цената. Сток RSI на наша страна, RSI на наша страна. Значи, да запишеме. Сега имаме трансакција на дневно ниво. Значи, јас би ви препорачал да го правите ова на поголем временски период, затоа што многу поголем е профитот од истиот. Значи, имаме Фибоначи секвенца ќе провериме, MACD. Значи, MACD е на наша страна, можеме да го обележиме. RSI рековме на наша страна, само момент. Значи, гледате, RSI е околу 50, значи можеме да го користиме во оваа ситуација. Сток RSI исто така можеме да го користиме. Bollinger Bands, да, затоа што, гледате, се наоѓа во долната половина на Bollinger Bands, дури и да има корекција од ова, сепак би било паметно да се купи. Значи, и FORMA не затоа, сепак би можеле, гледате, значи зелената е повторно над жолтата, црвената е доле, значи можеме дури и тој да го земеме во оваа ситуација и да видиме што станува со Фибоначи секвенцата. Значи за да го провериме истото мораме да се вратиме едно ниво назад и да видиме како значи мораме да провериме од овој сегмент дали имаме добар момент на Фибоначи секвенцата. Само момент, извинете, треба да сумираме вака. Значи да видиме што станува со Фибоначи секвенцата. Значи имаме успешна Фибоначи секвенца на 50, значи тоа е многу повеќе од 0,382, што ни одговара во оваа ситуација, затоа што оваа корекција е успешна и дури и да почне цената да паѓа надоле, имаме повторно истиот овој жолт тренд под нас за поддршка, доколку цената продолжи да паѓа, што значи дека ова е исто така добар момент, значи ќе се вратиме на дневно ниво каде што ја започнавме ова тргување го започнавме, значи барем до горниот дел на ова ниво би можеле да тргуваме без никаков проблем, да видиме значи за колкав потенцијален профит станува збор. Гледате, значи овде имаме околу 30% потенцијален профит. Значи ќе ставиме овдека, ќе купиме практично биткоин и ќе очекуваме, значи рековме да парем до белата линија, но сепак верувајте ми може да случи и многу повеќе, ќе ви кажам зошто, но прво да видиме дали сме во право. Значи се уште само што ја пробивме на Bollinger Band средната линија, иако корекцијата продолжува малку подолу, да видиме дали ќе го добиеме тоа што го очекуваме. Значи гледате, моментално имаме движење на цената нагоре, некогаш мораме да почекаме. Само момент. Значи гледате, сите индикатори се уште се на наша страна. Значи затоа и можеме да продолжиме и да чекаме да видиме дали истата трансакција ќе се реализира. Барем во овој дел од профитот кој што го очекуваме да се случи. Значи ќе продолжиме натаму, само момент. Значи имаме дури и пробив. Сега, затоа што овие индикатори се уште се на наша страна. Паметно е барем уште неколку дена да се почека да се види дали може да се направи дополнителен профит на оваа трансакција, затоа што, значи гледате, во моментов имаме огромна еуфорија. Гледате, значи ово испаѓање од Bollinger Band. Можеме да почекаме барем уште еден ден пред да се случи, да речеме, некоја огромна корекција, но повторно, немој да очекувате. Гледате што сакам да ви кажам. Значи во овој момент имаме потврда дека е паметно да се продаде, затоа што доколку не го направиме тоа, може да се случи она што ви кажам. Значи секој момент тргување после овој момент, каде што имаме overbought RSI, сток RSI е overbought, MACD се наоѓа многу над нулата, би бил ризик. Иако сме во среде булран. Значи верувајте ми, секогаш има корекции кои што може повторно да ги купите и кога станува збор за дневно тргување, паметно е да го завршите ова во овој момент пред да ризикувате премногу. 30%, значи 30,5. Ќе запишеме дека сме во профит 30,5 и овде ќе ја завршиме и втората трансакција. Значи моментално имаме 30,5%, со тоа што сме многу предпазливи во ова тргување. Гледате, значи гледаме да ги најдеме сите индикатори без разлика дали се станува збор за bull или bear run, барем значи на она дневно ниво или неделно ниво или саатно ниво на кое што тргуваме, се обидуваме да ги добиеме сите индикатори пред да продолжиме со трговија. Значи моментално, иако се движи цената нагоре, рековме, пред соодветна корекција на овие индикатори не е паметно да се тргува. Да видиме што станува на неделно ниво.
Значи не да гледате. Oversold RSI тоа е многу лош индикатор. Исто така MACD, гледате колку е високо, значи станува збор за 100, добро, значи премногу високо над нулата. Но едно позитивно нешто што мора да го видите во оваа ситуација е кршењето на претходниот врв, што е многу добар индикатор, но би почекале да се направи корекција до нивото пред да продолжиме со тргување нагоре. Сега ќе се вратиме на дневно ниво и да видиме што станува со оваа корекција. Значи, корекцијата е успешна, но индикаторите се уште премногу високи. Значи мораме да почекаме истите малку да се намалат. Гледате зашто ви го кажувам тоа. Значи гледате. Ова е тоа намалување на индикаторите. Значи мораме да почекаме тоа да се случи. Се разбираме? Во оваа ситуација. Значи, иако MACD не е под нулата, гледате, овој бран ни покажува дека самиот почнува да се зоблува нагоре, значи ќе продолжи истиот да се движи нагоре. Што доколку е овој силен бран нагоре, кој што го очекуваме во bull run, би било сепак позитивно на наша страна, значи ова што моментално се случува, но ќе бидеме препазливи и нема да го земеме во обзир. За разлика од тоа, 100 RSI на наша страна, RSI на наша страна, значи она што го разговаравме. Значи е во oversold територија или препродадено, ова се наоѓа блиску до 50, значи има простор за движење на истиот нагоре. Да видиме што станува моментално со останатите индикатори, значи ќе зумираме малку. Значи имаме зелена, жолта, црвена, тоа што го очекуваме. Значи еве, ќе запишеме повторно. Верувате ми, не е лошо да се запише затоа што практично ова го правите вие во 2 минути, но замислете ако го правите ова ден за ден. Значи мора да чекате неколку дена додека овие индикатори да го покажат оној сигнал кој што вие го очекувате пред да влезете во трансакција. Значи имаме многу јако месечно ниво во оваа ситуација, каде што истото ни представува многу јака поддршка, затоа што истата само што успеа да направи успешна, значи ова е успешен ретест на ова ниво. Исто така ќе видиме и за Фибоначи секвенцата, значи да почнеме поред. Рековме, ForeMA ни одговара за тоа што на дневно ниво истите се наоѓаат во оваа формација. Зелена, жолта, црвена. Зелена, жолта, црвена. Се наоѓаме во горниот дел Bollinger Bands, но многу блиску до 50. Значи тоа е исто така ни одговара. Се уште имаме голем дел за истиот да стаса до горниот дел на Bollinger Bands. 100 RSI. 100 RSI моментално се наоѓа под 20 практично, не 30, значи уште подобро. RSI се наоѓа многу блиску до 50, значи можеме и тој да го земеме пред. MACD не, затоа што MACD е премногу висок, но сепак е позитивен, затоа што ова заоблува и направо значи дека исто ќе продолжи нагоре и да видиме што станува со Фибоначи секвенца, значи ќе го земеме овој бран, да видиме дали истата ни одговара. Значи многу е битно Фибоначи секвенцата да биде успешна и со тоа да очекуваме дека овој, значи гледате, значи ова е уствари тоа што мора да биде барем до ова ниво. Доколку истиот бран не дојде до ова ниво, тоа значи дека е многу мала корекција, истиот продолжува нагоре пред да падне. Значи дека купувате на врвот, ме разбирате? А додека кога имаме барем до 382 успешно ниво на корекција, гледате, значи корекцијата продолжила на 0,6 golden ratio. Но ќе земеме ова од 382 затоа што таму се задржила највеќе цената. Значи имаме многу индикатори кои што ни покажуваат дека оваа трансакција би била повеќе успешна отколку неуспешна, значи никогаш не е сигурно. Но ова значи дека практично од 6 индикатори 5 не покажуваат дека успешноста е поголема од неуспешноста и при тоа значи ова би било негде приближно на 80% сигурност во однос на самите индикатори кои што ги користиме. Јас би очекувал движење на цената барем до оваа тренд линија која што е се уште испочитувана од овде, значи како што може да видите истата уште од овој момент верувам дека ќе биде испочитувана кога ќе ја удриме, затоа што е сетирана на еден ден, кој што е битно ниво. Значи да видиме сега дали сме во право. Значи имаме движење на цената нагоре, иако е тоа мала корекција, добро, окей, имаме длабока корекција. Но, во оваа ситуација, кога имаме ваков силен бран нагоре, не би било паметно да продадеме иако сме во загуба, затоа што, значи гледате, моментално само што ги проби сите нивоа надоле и моментално е во oversold територија во секој сегмент. Значи дури и да се случи ова и се наоѓа многу надвор од Bollinger Band, не заборавајте, доколку продадете сега вие сте во огромна загуба. Тоа значи дека овој бран мора да се врати, да се коригира пред да продолжи нагоре надоле доколку истиот тоа го планира да се случи. Значи мораме да почекаме овој бран да направи корекција внатре во Bollinger Band, дури ако сакаме да испаднеме од трансакцијата. Значи не избрзувајте, почекајте пред да направите грешка, затоа што сега ќе ви покажам зошто. Гледате, значи ќе се направи оваа корекција каде што ќе се врати цената нагоре затоа што се наоѓа многу надвор од Bollinger Band. И сега моментално кога што може да видите, не би било паметно затоа што
се наоѓаме во многу долниот дел од RSI и сток RSI и моментално имаме заоблување на MACD. Значи, иако сме во загуба, некогаш мораме да почекаме оваа загуба да видиме дали ќе проложи во горниот дел каде што очекуваме да се движи, значи во глобала самиот чарт. Гледате? Значи, иако би почекале малку, зошто го направивме тоа? Значи, сите овие вредности ни покажуваат дека цената ќе се врати нагоре. Се разбираме? Значи, овој сел сегмент, иако сме купиле касно, овој цел сегмент ни покажува дека цената ќе се врати, дека се наоѓа во многу долниот дел од сток RSI, во многу долниот дел од RSI. Што значи дека се уште има шанса, гледате, значи видете колку е намаливме загубата. Иако сме во горниот дел од Болинџер бендот. Значи, во овој случај би виделе дали е време да се Значи, имаме буквално целосен пресвод. Гледате, MACD над нулата, значи тоа е тоа што некогаш мора малку да се почека за да се види дали е добар момент, барем да не бидеме во загуба од самата трансакција, но затоа што, како што може да видите, самите индикатори ни покажуваат дека се уште има време истата да спасиме на некој начин, затоа што овој целиот сегмент овдека практично со неговото движење во долниот дел Болинџер бендот представуваше практично корекција која што успешно се врати нагоре. И доколку се вратиме, сега ќе ви покажам уствари за што станува збор. Значи, доколку го отвориме Фибоначи од претходниот бран и видиме што уствари станало, уствари онаа корекција која што очекувавме дека завршила на 3.82 продолжила подлабоко. Се разбираме? Истата завршила на 0.786, што значи дека Фибоначи се уште е на наша страна. Ме разбирате? Значи мора да ги следите овие индикатори иако сте направиле грешка, што не е грешка. Тоа значи индикаторите ви покажале дека е добро да се купи. Веројатноста е поголема на профит од загуба, но мора да продолжите и да видите како истата значи ќе изигра во одреден момент и дали истата ќе вроди плод малку подоцна. Значи сега нормално ако видите дека е огромна загуба, чекајте барем истата да се коригира, како овде. Значи знаеме дека ќе се коригира, тоа и се случи. Но во овој случај после оваа корекција, каде што можеме да го намалиме, да намалиме оваа загуба. Значи ние откако испадна оваа цена надвор Болинџер бендот, очекувавме корекција барем до средната вредност или до горниот дел на ова ниво кое што се уште се обидуваме да го скршиме. И истата не ја продаваме затоа што MACD само што се сврте позитивен од нулата. Тоа е многу јак сигнал. Во исто време, значи го имавме и практично RSI во многу долен дел од табелата, што дополнително се позитивни сигнали кои што топрва се открија пред нас. Значи некогаш не треба да избрзувате, дури да сте купиле малку, затоа сакам да ви кажам, гледате. Значи не треба да избрзувате дури да сте купиле во на некој начин погрешен дел од самиот чарт. Значи гледате, во оваа ситуација сега на пример би било паметно да се размислува за земање на профит, затоа што моментално се наоѓаме во горниот дел од Болинџер бендот, се наоѓаме во oversold територија на сток RSI, на RSI, на нулата се наоѓаме многу и ова би било паметен момент да се земе профит пред да направиме загуба во оваа ситуација. Значи, затоа што моментално ги имаме овие силни показатели како 4MA, гледате, зелено, жолто, црвено. И самиот бран се движи нагоре, можеби некогаш е паметно да се почека барем уште момент-два. Значи зборувам она буквално да седите и да го следите чартот, затоа што може истиот да се движи малку нагоре. Како оваа ситуација, гледате. Значи иако е се oversold, се уште се движи нагоре поради тоа што MACD, гледате, значи сигналната линија е многу над базичната линија. Тоа значи многу јак бран. Истиот се движи нагоре, значи немаме бели линии. Кога ќе се појават бели линии, тоа значи дека почиња да се менува трендот надолу. Тоа е првиот индикатор дека трендот ќе почне да паѓа. Во исто време ги имаме овие индикатори кои што, че гледате, зелено, жолто, црвено се многу јаки и значи колку пораширени се еден од друг, толку појак е бранот кој што се движи нагоре. Гледате? Значи, иако се овие oversold, некогаш се случува сток RSI и RSI да бидат oversold со недели, се разбираме, но тоа не е секогаш случајот. И паметно е да се продаде, но овдека, значи во оваа ситуација исклучиво би ви препорачал да почекате затоа што станува збор за 4MA каде што се многу расширени еден од друг, зелена, жолта и црвена. И не покажуваат никаков знак на слабост во практично заоблување надолу. Исто како и бранот на MACD. Значи истиот бран, гледате, значи се уште е темно-зелена поја и се уште нема знак дека ќе почне да се движи надолу. Затоа, значи во овие ситуации мора да го следите чартот. Некогаш тоа значи и следење со часови, затоа што станува збор за ваш профит. Гледате зашто станува збор? Сега, ова е знак на слабост. Гледате? Значи кога ќе видиме бела колумна и кога ќе видиме заоблување на оваа плава линија, тоа значи дека време е
да се направи корекција. Гледате, истото се случи и со сток RSI. Значи до сега беа паралелни овие две линии, но во моментов имаме одвојување на сигналната од базичната надолу, како и заоблување на RSI. Сега е моментот да се продаде. Се разбираме? Значи тоа ќе го дознаете со искуство. Значи со искуство како повеќе тргувате, како повеќе ги гледате сите овие движења, ќе знаете кога да продадете. Значи во случајов и исто така, повторно, пред да извадам оваа трансакција, би сакал да повторам. Не е секое купување доколку тргне цената надолу промашено. Значи мора да видите она што се случува со цената, да ги следите индикаторите и да не се плашите. Да верувате во нивните. Гледате. Значи кога верувавте дека ќе се случи оваа корекција од Болинџер бендот, истото и се случи. Гледате што направивме. Значи добивме тргување нагоре и тоа добро тргување нагоре. Индикаторите продолжија во она што го очекувавме и моментално продававме со профит од 23,83, значи 24%. Значи ова е сигурниот момент да се продаде. Затоа што секое држење после овој момент, кога веќе сите индикатори ви покажуваат дека, само да уште еднаш колку требаше, 24%. Значи 24%. Кога сите индикатори ви покажуваат дека е време за корекција, тогаш е моментот да се продаде. И да видиме дали сме во право. Добро, значи иако продолжува нагоре, тоа не значи дека не е момент да се продаде. Затоа што секое лакување може да произведе корекција во која што ќе изгубиме многу. Значи мораме да почекаме следната корекција. Не го бркајте бранот. Почекајте истиот да се коригира. Значи на дневна база моментално го вршиме тргувањето и мораме да почекаме RSI да се врати барем до 50-тиот. Значи кога сме во oversold area, во толку голем период. Мораме да почекаме барем да се врати до 50, каде што ќе се рачуна како негова корекција пред да продолжиме натаму. Да видиме што ќе се случи понатаму. Добро, значи овде веќе цената стварно почна да се движи нагоре во класичен булран, но рековме дека ќе тргуваме, значи сигурно, ќе тргуваме безбедно и пред да се случат тие корекции нема да купуваме, иако например сток RSI ни покажуваше дека е добар момент за купување, тоа не значи дека е добар момент за купување кога сите останати значи сигнали покажуваат дека ќе се случи корекција. Во случајот значи имаме врв, да видиме дали е тоа што уствари го очекуваме, значи имаме заоблување, ево заоблувањето, тоа е оваа бела колумна, да видиме дали ќе се случи корекција на цената надолу, она што го чекаме веќе некое време, Значи да видиме што станува сега. Само момент, значи цената е се уште неодлучна, RSI се уште висок. Значи, верувајте ми, знам, овој случај би изгубиле многу затоа што станува збор за движење на цената на доброто како луда нагоре, затоа што станува збор за булран, но истата повторно, гледате, значи ова е стварно кога веќе разговараме за тргување, не разговараме за држење на цената на долг временски период. Мораме да очекуваме корекција, значи без корекција јас би препорачал да не ризикувате затоа што може да ви се случи буквално оно што им се случува на илјадници луѓе, да купат на врвот. И после мора да чекате цел булран, односно огромна корекција пред да може да си го вратите оно што сте го изгубиле. Значи, во случајов мораме да почекаме на неделно ниво, за да го забрзаме сето тоа. Значи, ќе го гледаме чартот на неделно ниво пред да се случи таа корекција која што очекуваме и за да можеме истата да ја купиме фактички. Значи, гледате, моментално се уште ова не се добри знаци. Значи, секој кој што искусно тргува, во оваа ситуација не би купил. Значи, мора да имаме подлабока корекција. Ова е веќе момент кога би можеле да размислуваме за купување. Значи, да речеме што ќе се случи на неделно ниво. Моментално ќе направиме трговија на неделно ниво и да видиме дали истата би била позитивна. Значи, гледате што се случува. Значи, сток RSI моментално се наоѓа на она блиска линија на oversold, што значи дека тоа е позитивно за нас. Сега моментално значи ќе направиме трансакција на неделно ниво, која што во случајов покажува дека има голем потенцијал. Значи, форема е зелена, жолта, црвена. Тоа значи дека е на наша страна. Потоа имаме MACD не, затоа што се наоѓа многу над тоа и гледате дека веќе имаме корекција надолу, но тоа не значи дека нема да се коригира нагоре, затоа што гледате дека бранот полека почнува да забавува и да се движи на горната страна, но во овој случај нема да го земеме предвид. Потоа имаме MACD, тоа е на наша страна, како што може да гледате се наоѓа во долниот дел. Имаме RSI кој што е над 50, тоа значи дека се уште не извинете. Да, MACD да, RSI, сток RSI да, Bollinger Bands да, затоа што се наоѓаме во средината. Значи тоа е исто така позитивно на наша страна, но
RSI не е затоа што сме над 50 и да видиме што станува со Фибоначи секвенцата, значи претходната трансакција практично би била од овој момент, затоа што имаме многу големо движење на цената нагоре, ова би било претходното дно на бранот и да видиме до каде исто да се коригира. Значи исто да се коригирало до 0,5%. Јас би очекувал можеби малку подлабока корекција до ова ниво овде, значи до самиот тренд кој што гледате, два пати се објавивме, скршиме, успеавме, ова е негов ретест. Значи на ретестот се купува. Тоа е дополнителен индикатор кој што ни покажува дека кога оваа цена ќе се приближи или ќе допре до ова ниво, на ретестот се купува. Ме разбирате? И оваа ситуација има 50%, што е исто така добар индикатор, значи можеме да го ставиме на наша страна. 50%. И дополнително на тоа, значи гледате, повторно, 5 од 6 индикатори ни покажуваат дека е добро да се купи оваа ситуација. И значи ќе ставиме долга позиција овде. Значи јас разбирам дека многу профит сте изгубиле затоа што ова се движело нагоре како лудо, но ќе изгубите многу повеќе доколку купувате без да ги следите овие индикатори, затоа што многу е попаметно да се почека и да се видат овие индикатори дека ви покажуваат, значи дека има простор за движење на цената нагоре и е многу посигурно да добиете сигурни 30-40% него ли да изгубите 200% па после тоа да се чудите како сте да ги надокнадите затоа што сте купиле на врво. Гледате што станува збор. Че гледате. 100 RSI само што сврти нагоре. Овде ќе имаме успешна корекција, ви реков, значи гледате, бранот забавува и се движи нагоре. Само што почна да биде зелен. Така, значи ќе следиме се додека истиот не почне да биде бел, тоа значи дека ќе има некаков вид на корекција надолу. Иако RSI е oversold, имаме се уште бар до 100, моментално се наоѓа на 74, значи до 100 имаме уште 25 прилика поени нагоре, што значи дека имаме простор за движење. Овие три MACD левели ни покажуваат исто така. Значи гледате, дури ако се наоѓаме во булран, тоа не значи дека треба да купуваме на било кој момент во самиот булран. Гледате што се случува. Значи се уште имаме многу јак бран нагоре. Продолжуваме. Ова е се уште под 50, продолжуваме. Овдека, значи гледате, овие две се разделени и тоа многу разделени, нема никаков знак на забавување и исто така истото важи за 4MA. Значи продолжуваме нагоре. Сега јас значи би наговестил на сето ова дека дури и да е булран, без разлика каде се наоѓаме во чартот, вие не знаете кога е булран, кога е берран во моментот кога тргувате. Се разбираме? Што значи дека додека не добиете некој од овие сигнали кои што ги проучуваме, не е добро да престанете во одредена трансакција. Значи надвор Болиџер бендот, иако се коригираше нагоре, се уште немаме јасен знак за корекција. Ме разбирате? Затоа што овие се уште разделени, овие се уште разделени, немаме бела колумна и овдека се уште се движи во паралелна линија горе. Значи, гледате, се уште се движи нагоре. Значи, уште немаме причина да продадеме. Овие индикатори кои што ги следиме се уште не покажуваат знак на слабост. Ме разбирате? Значи, гледате, се уште не покажува знак на слабост. Значи само следете ги самите индикатори во оваа ситуација. Дури ако е oversold, ме разбирате? Кога погледнеме до индикаторите, сега моментално е момент да се продаде. Се разбираме? Значи ова е моментот кога треба да продадете затоа што самите индикатори ви покажуваат дека корекцијата само што започна. Гледате. Значи ова е уствари моментот кога продававме. Немој да се обидувате да го продадете врво. Тоа е скоро невозможно. Се разбираме? Фокусирајте се на вашиот профит. Моментално сме профит од 91%. Тоа е со следење на овие индикатори. Доколку купувавме каде ќе ни текне, може да се случи да купиме овде и да треба да продадеме овде и да ни го купат тоа што сме го продале. Ме разбирате? Значи секогаш следете ги индикаторите. Тоа е најбитниот момент што може да го научите овде, дури и да гледате како сите се во профит. Значи моментот што кога сите се во профит, тоа е голема шанса дека они ќе продадат, а вас ќе ви го продадат тоа, ме разбирате? И вие ќе го купите тоа што они го купиле. Ме разбирате? Тоа што они го продале. Значи мора да ги следите индикаторите. Тоа е клучното што сакам да го извлечете од мојата обука. Се разбираме? Индикаторите се тие што ќе ви покажат дека е добро време да се купи или добро време да се продаде. Без разлика, не ја бркајте цената. Цената е минлива работа. Значи истата ќе се движи нагоре и надолу постојано. Корекцијата, гледате? Значи гледате колку блиску до самиот врв продававме. Пошто знаевме дека овие индикатори ќе ни покажат дека ќе настане и кога ќе настане корекција. Значи гледате, не е ова ништо што не можете ни вие да го следите, разбирате? Многу едноставно е. Само треба да ги следите самите индикатори да видите што истите ви кажуваат. И за крај би сакал да се вратиме повторно на 4 часово ниво, чисто да направиме една мала трансакција, да видите дека истото може да се направи и на 4 часово ниво, истото. Значи ќе се движиме по самите индикатори и ќе пробаме да видиме кога истите ќе ни покажат дека е добро време да се купи и да се продаде. Значи не се забавувавме толку со 4 часа ниво затоа што истото е многу по
на некој начин многу побрзо темпо и многу повеќе треба да се следи она што се случува. Значи еве овдека мораме прво да определиме што станува збор, да видиме што е уствари целата ситуација овде, каде се наоѓаме. Значи без значи гледате овдека имаме тренд. Значи зависи од тоа на кое ниво се наоѓате. Имаме различни структури. Мора да го земете тоа пред. Гледате, што овдека имаме тренд кој што се обидува да го скрши овој практично бран долго време. Значи пред да го скрши исто не би било паметно да се влегува во тргување. Дополнително на сето тоа гледате дека овдека, значи иако RSI е на наша страна, сток RSI се уште е во пад. Мораме да почекаме исто да се заобли и овдека иако, значи ова е во пад, гледате, значи мораме да видиме дали ќе има званична корекција на базичната линија и сигналната линија нагоре пред да одлучиме да купиме. Значи сакам да ви покажам дека и на 4 часа е истата ситуација. Во моментот значи во моментот кога ќе скршиме оваа линија, не, значи се уште имаме корекција надолу. Успешно кршење на оваа линија ќе биде првиот индикатор кој што ќе ни покаже дека треба да купиме. Значи гледате, се уште се врши корекцијата и сите се движат надоле, додека е таква ситуацијата мораме да почекаме и да видиме подобар момент. Значи неговото кршење ќе биде првиот момент кога ќе одлучиме да купиме. Затоа што се уште ова права фактички ја држи цената надоле и мораме да почекаме истата да заврши. Ова е првиот момент каде што би можеле да размислуваме за купување. Сега да видиме што станува збор. Зелената се уште е под жолтата и црвената, што значи дека MACD се уште не е на наша страна. Така. Исто и сток RSI е доста висок. RSI може да се земе на наша страна, но да видиме дали повеќе од индикаторите наскоро ќе ни покаже дека е време да купиме. Значи во овој момент можам да кажам дека е момент да се размисли дали треба да се купи, затоа што како што може да видите се наоѓаме во горниот дел на Bollinger Bandот и сепак, како што рековме, многу често се случува да се случи корекција барем до или блиску до ова права, кога истата ќе биде пробиена. Сега да видиме дали тоа ќе се случи пред да купиме понад. Значи за оболувањето на MACD ќе ни покаже дека сега моментот, ова е моментот кој што гледате. Значи имаме овие се практично се случува да се наместат онака како што ни требаат. Да видиме дали тоа ќе се случи. Не, се уште имаме корекција надолу. Значи Значи, иако сме малку касно во оваа ситуација, мораме да почекаме за корекција, затоа што се е премногу високо во оваа ситуација. Значи, немој да избрзувате. Корекцијата ќе дојде. Немој да брзате, многу е побитно да ги наместите индикаторите да ви одговараат во оваа ситуација пред да купите. Значи, да видиме дали и MACD ќе се заврти на горната страна. Во овој случај, не, се уште е премногу висок. Гледате, значи мора да се врати барем од долниот дел од Bollinger Bandот. Иако оди нагоре. Не избрзувајте, ако тргувате, ако не го чувате ова добро на долг временски период, е многу подобро да почекате истото да ви покаже значи ова е тоа што ви го кажувам. Гледате, значи RSI се врати до 50, што значи дека ова е добра корекција, затоа што веќе бил во overbought, што значи дека оваа корекција е успешна. Оваа корекција е успешна на сток RSI. Моментално MACD е во пад, мораме да чекаме истиот да ни покаже дека ќе се заобли пред да купиме. Извинете, MACD. Да, MACD, точно. И Bollinger Band на долната страна, што е исто позитивно за нас, и 4MA се поставени како што ни одговара, зелен, жолта, црвена, но се уште ќе почекаме MACD да ни покаже знак на слабост и движење нагоре. Ова е тој момент. Гледате. Значи ова е моментот кога имаме нагорно движење на бранот. Сега да видиме дали имаме и успешна Фибоначи секвенца, значи целосниот бран на Фибоначи секвенцата би почнал од овде. Видиме, не. Значи гледате, овдека ни покажува дека е многу слаба корекцијата. Значи многу е слаба корекцијата, но останатите индикатори ни покажуваат дека е добро да се тргува. Да видиме дали истите ќе ни покажат правилно. Сега, значи 4MA е на наша страна. Така. Потоа имаме Bollinger Band е на наша страна, за се наоѓаме во долниот дел. Сток RSI е длабоко под нулата, тоа е на наша страна. Имаме 50, значи близко до 50 на наша страна. MACD не е под нулата, но ни покажува знаци на движење нагоре и Фибоначи исто така не е. Но 4 од 6 се исполнети. Дополнително на сето тоа имаме нагорен тренд кој што, значи гледате, ова се тие работи што мора да ги утврдувате како се движите по самиот чарт. Значи гледате, овој чарт се уште движи цената нагоре. Значи ова би била следна корекција која што би можела да допре, но се очекува цената да продолжи да се движи нагоре. Што значи дека јас би очекувал да ставам овде, иако, значи за мене
Фибоначи секвенцата е многу битна и никогаш не би купил без истата да биде на моја страна, но овдека би сакал само да пробаме, нели, затоа што сите останати индикатори ни покажуваат дека гледате, тоа е тоа што сакам да ви го кажам. Значи, гледате што се случи. Буквално се случи она што го очекувавме дека ќе има корекција. И повторно, затоа што сите останати, значи MACD е на наша страна, само што се сврти во булиш. Така, оставете го сток RSI затоа што тој е премногу брз. Значи, премногу брз затоа што некогаш на 4 EMA е сосема недоврлив. Значи, гледате, со две свеки истиот влезе во oversold. Така да на 4 часа истиот е многу не соодветен, да речем. Повеќе би се осврнале на RSI. RSI е се уште околу 50, тоа е добро на наша страна. Значи, дури и да почнала цената да паѓа. Некогаш треба да размислите. Значи, гледате, имаме директна корекција на цената од Болинџер бендот до движење нагоре, се уште значи MACD е скоро на наша страна. Да, значи се уште се блиско една до друга, да видиме дали има шанса истиот да се поправи. Гледате, значи се уште се движиме по истиот тренд нагоре. Имаме огромна поддршка. Средината на Болинџер бендот е под нас. Гледате. И сега моментално се наоѓаме во горниот дел од Болинџер бендот, но да видиме дали истите останатите ни покажуваат. Гледате овдека на пример повторно имаме движење на цената нагоре. Само што почнува движење на цената нагоре. Овдека корекција до 50. Повторно би можело да очекуваме уште малку движење на цената нагоре, што и се случува, гледате. Сега на пример би било паметно не. Затоа што гледате, значи се разделија. Затоа ви реков, мора да следите. Значи ова е жива материја. Не може да очекувате дека точно тоа ќе се случи кога вас ви одговара. Значи гледате, MACD е на наша страна, само што се разделија сите овие индикатори на средна вредност. Овдека, извинете, MACD 4MA. MACD се разделија. Значи имаме голем брат нагоре. Без да се појави бела свеќа, не би било паметно да се запре со тргувањето. Значи овие се уште има простор, само што излезе во oversold. Овдека е паралелен, но таа истата може да продолжи да биде паралелна за многу долг временски период. Да видиме што станува следно. Значи, следиме се додека бранот не ни покаже, ова е моментот на слабост. Гледате, значи слабост, бела линија, слабост за облување, следно имаме за облување на RSI надолу, за облување на сток RSI надолу, тоа е тој момент кога треба да продаде. Се разбираме? Значи, во моментот кога ќе ви покаже слабост, тогаш одлучувате да продадете и да го зачувате она што сте го. Значи, успеавме 6% на 4 часа за колку? Да видиме. Тоа е уствари целосен период од се започнаме со оваа трансакција на 3 октомври, сме завршиле на 9 октомври, за 6 дена. Значи, иако станува збор за 4 часовна, значи, сакам да кажам некогаш кога тргуваме нормално, треба да го земеме тоа во однос на која ни е мета така што тргуваме. Значи, тоа е 6% профит. Ора што сакам да ви го кажам, значи, оваа ситуација, гледате, значи не морам ни да ги собирам. Гледате дека добиени за разлика од изгубени, разликата е огромна. Значи, иако тргувавме во булран, не заборавајте дека корекциите во самиот булран, гледате што се случува. Значи, секој булран не е само движење на цената нагоре, гледате колкави корекции се случува. Разбирате? Ако се вратиме на дневно ниво, каде што може многу повеќе да ги гледајте го ова. Значи, корекциите ги промашивме целосно, затоа што ги следевме индикаторите. Приметувате? Корекциите ги промашивме целосно. Ние успеавме точно на корекцијата да купиме затоа што користевме Фибоначи секвенцата. Секое успеавме да ги најдеме точно, значи ја гледате, сега ќе се вратиме назад да видите како се до тоа изгледа она што сме го правеле. Значи видите овде. Сме ги искористиле сите корекции за да можеме да купиме и да добиеме нагоре. Значи, иако се наоѓаме во булран, тоа не значи дека ќе бидеме чисто профит доколку не чуваме на долго време. Доколку тргуваме, ова е начинот на тргување. Мора да ги следите индикаторите, мора да ги користите сите индикатори, мора да внимавате во она што го правите и доколку сте влезени во тргување, мора да го следите чартот. Индикаторите се вашиот показател кога да купите и кога да продадете во однос на одреден чарт. Значи ова е само во однос на лонгс, кога би купувале нешто да го продадеме за повисока цена. Не разговараме за leverage trading, не разговараме за тргување на друг начин, значи само чисто продавање и купување во одреден сегмент од чартот. Значи, повторно, пред да завршиме, би сакал уште еднаш да ви покажам. Ова е резултатот на користење на индикатори. Значи, гледате и сами. Буквално пресеков во
непредвидлив дел од чартот. Значи не знаев каде моментално се наоѓа, не гледав во однос со самиот датум, датумот успеав да го видам негде на половина од тргувањето и како што може да видите, значи иако се движеше на корекции, ние буквално ги промашивме сите корекции затоа што ги следевме индикаторите. Значи без разлика bear или bull, индикаторите се тие кои што ви кажуваат доколку сакате да тргувате, кога да тргувате и како да тргувате во однос на временската зона во која што тргувате. Би ве замолил, значи овие индикатори кои што досега ги гледавте, да ги гледате повторно. Значи секогаш кога ќе подзаборавите, отворете ги видеата без разлика дали се мои или туги, значи доработете ги, ме разбирате, најдете и други индикатори, комбинирајте се што може да најдете да ви покаже дека значи на некој начин сте направиле собствена анализа која што ве довела да бидете во профит со она што го работите, без разлика што тргувате, акции, криптовалути, без разлика. Значи уште еднаш би ви заблагодарил за следењето на нашето шоу на некој начин, на оваа основна техничка анализа и последните 10 видеа заедно со ова, и се надевам дека научивте нешто во однос на самата техничка анализа и ќе ве замолам истото да го користите колку што може повеќе, да го надградувате и да го на некој начин делите со оние кои што ви се блиски. Значи ова е наука која што допрва ќе има корист за секојдневното нормално население, не зборувам за оние големци кои што има некој да го прави ова за нив, ова зборувам за оние луѓе кои што немаат многу, но би можеле да добијат нешто плюс во својот живот доколку посветат малку внимание на она што го работам јас и го работат професионално, односно, нели, го дадат максимумот за да дојдат до успех. Значи, понатаму ќе продолжиме со едукациони содржини нормално во овој курс, но ова е на некој начин основните 10 видеа кои што мора да ги знаете пред било каков обид за чартинг, и понатаму ќе разговараме за се што би дошло останато, како разни типови на тргување, разни типови на формации, дополнително на тоа би разговарали за останати сегменти, односно алатки кои што може да користите надвор од чартот, кои што би ви помогнале многу, но за сега би запрале овде со овој курс и понатаму ќе гледаме да се посветиме малку повеќе на дневните анализи на различни криптовалути, кои што верувам дека откако ќе ги погледнете овие 10 видеа ќе ви бидат многу појасни и ве охрабрувам да ги користите. Значи, еве како што го правам истото и јас. Значи, пресечете дел од нормален чарт на било каква валута, без разлика дали е тоа акција, криптовалута, и правете ова што го правам јас. Чисто за да научите како да ги пременувате. И не заборавајте, ова моментално што го направиме ние во еден час, некогаш треба недели за да се направи. Разбирате, имате време. Користете го тоа време за да ги прочитате индикаторите одново и одново и одново, се додека не ви го покаже тоа што треба да го видите, за да знаете дека веројатноста за успех е голема. Значи, повторно, тука ќе го завршам ова видео, ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ви се допадна содржината и доколку би сакале да не поддржите, ве замолувам, значи нели, да го направите она што секој јутубер би го рекол, односно да ја лајкувате нашата содржина, да направите субскрипција доколку сакате да добивате наши идни материјали, како и да го споделите ова со луѓе кои што знаете дека би им било интересно, и уште еднаш би ве замолил. Значи, доколку сакате да инвестирате, направете собствена анализа. Ова не е финансиски совет, ова е само наш обид да ве едуцираме во користење на оваа многу корисна алатка како платформа TradingView и како сето тоа да го направите за себе, а понатаму значи мора да се истренирате самите себе си до степен каде што може да го сносите ризикот и да бидете профит. Значи тоа е поентата на целата оваа обука, да бидете профит. Благодарам уште еднаш, ова е каналот CryptoGameidea и се гледаме во следното видео. Имајте добар ден.